Во Петокнижието е запазена Божјата заповед која гласи вака: нека ви биде света секоја 50 година и објавете слобода на секој жител по целата земја. Тоа значи дека основната суштина која ја има јубилеот се состои во слободата и токму во големата порака на светоста. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам најнапред на почитуваниот Пол Моизес, кој дојде во Македонија, Павле, исто како еден друг Павле пред 2000 години што беше дошол тука на повик, на неговото преосвещенство епископот Хераклески Климент, кој ни направи голема чест со тоа што прифати да биде промотор на ова издание, и пред да го поканам да се произнесе со неговите размисли во врска со него, би сакал да се заблагодарам и на прекрасното пеење на црковниот хор Свети Климент Охридски за нивното учество на овој свечен настан, така да додека ние говориме за Охридската архиепископија, тие за неја пеат. Ваше преосвещенство, повелете. Ваше високо преосвещенство, почитуван председателе на МАНУ, академик господин Таки Фити, почитуван ректоре на универзитетот, професор доктор Никола Јанкуловски, почитуван декане, драги оци, почитувани професори, студенти, брајки и сестри. Размислувајќи за комплексноста на историските собитија, нашиот дух неретко е исправен пред прашањата дали историските настани не формираат како личности или пак личностите ги формираат историските настани. Дали човековата личност е причина или последица на предизвиците на собственото време. Погледнувајќи во настанот за кој што нашата црква се спомнува на овој јубилеј на нејзината возобновена автокефалност, од 50 годишна временска дистанца добиваме јасен увид за визионерството на македонските црковни прелати и дејци. Она што може да се опише, она што може да се изрази со глас и слово, она што може да се види, да се допре како лик и икона, е живото сведоштво на таинствениот аскетско-евхаристиски живот на човекот на ова поднебје. Духовниот релјеф на христијаните во Македонија е скриен за тајната на молитвениот повик на македонецот кон апостолот Павле. Скриен, но и откриен во обликуваниот камен на црковната архитектура, во ракописите на свештената химнографија од Охридската книжевна школа, во колоритот на препознатливата македонска иконописна школа, во словоплетот на манастирските скрипториуми, во пеењето на теопоетите од искона па се до денес. Тој е врежан во глаголските и кирилските надписи, запишани во средновековните илуминирани ракописи, објавен во словата и делата на Свети Климент Охридски, наречен Новиот Павле од Охридските првојераси, внедрен во подвизите на преподобните пустиножители, запомнет во молитвеното тихување на анахоретите, украсен во благообразноста на светителите, прославен во исповедањето на новомачениците, истакнат во просветителството на преродбениците, олицетворен во благочестивиот етос на македонскиот народ. Таквата географија на духот, таквиот модус вивенди, се открива и во бездната на смирението на архиепископот Арсений Охридски, во решителноста на архиепископот Доситеј, но и во храброста на носителите на апостолското приемство, епископите возобновители на славната Охридска архиепископија во лицето на Македонската православна црква. Тој е посведочен во несебичниот труд на нашите духовни предци, што си од свој живот
го посветија на устројството на црквата, организирајќи ја црковната структура, епархискиот систем, воспитно-образовните институции, на возобновување на монашкиот живот во древните македонски манастири, на неимарството и сакралното градителство, на духовното мисионерство, на црковното издаваштво, на хуманитарно-социјалната дејност во пределите на незината юрисдикција, како во матицата, така и во диаспората. Дел од ваквите сведоштва со сериозна посветеност се истрпно обсервирани, обработени и запишани во овој јубилеен зборник од несебичниот труд на нашите академици, професори, теолози, историчари, социолози и така натаму. Убаво е да се напомене дека зборникот оваа јубилејна година во електронска форма излезе во меѓународниот часопис и тоа токму на денот на прогласувањето на македонската црковна автокефалност. Во него, низ една синхрона и диакрона перспектива се опишани речиси сите фази од делувањето на црквата во Македонија. Особена благодарност чувствуваме кон уредникот на овој зборник, господинот Пол Мојзес, пријател на нашата црква и на македонскиот народ, самиот ученик на еден од најдлабоките теолози и мислители на 20 век, отец Георги Флоровски, од чија што теолошка мисла и самите сме озрачени. Благодарност и до професор доктор Ружица Цацановска, на чија што идеја и предлог се темели овој труд, како и на сите што помогнаа во неговата подготовка и издавање. Речиси сите автори на текстовите во зборникот се од македонско потекло, освен докторот по историски науки од Русија, Михаил Виталевич Каровски, кој пишува за црковниот живот во Македонија за време на Втората светска војна. Зборникот изобилува со историски теми, особено разработени од црковните историчари професорот Александр Трајановски и јаконот Дејан Борисов. Односот и улогата на Охридската книжевна школа во времето на царот Самуил и незиното ширење кон соседните земји и Киевска Русија е темата за која што академикот Ѓорги Попатанасов ни дава обстојни сознанија. Деканот на Православниот богословски факултет, професорот Јоко Ѓорѓевски, се осврнува на современата историја на Македонската православна црква Охридска архиепископија, откривајќи ги предизвиците пред кои што таа е исправена, како и причините за истите, и нуди издржани појаснувања изразени низ ставовите на современите духовници и теолози. Во зборникот од страна на доктор Илија Велев е нагласена милениумската традиција на македонските манастири со осврт на Лесновскиот манастир, извојувајќи ја неговата историја како одраз на сите форми на духовната и културната традиција во Македонија, но и како живеалиште на новоканонизираниот епископ Велички Гаврил Светогорец Слеснавски. Процесот, планирањето, како и објавувањето на преводот на Библијата на македонски јазик од страна на архиепископот Гаврил е рефератот на Марија Гиревска. Труд што е подкрепен и документиран од личните писма и преписки на архиепископот. За возобновувањето на монаштвото, историскиот континуитет, како и за традициите и практиките на истото, низ еден историски пресек, опфаќајќи го и нашето најблиско минато, пишува професорката Маја Ангеловска Панова. Професорот отец Ацо Гиревски својот придонес кон овој зборник го дава објавувајќи го животот на нашата црква во диаспората преку приказот за Македонската православна црковна општина Свети Наум Охридски во Трининген, Швајцарија, чиј што 25 годишен јубилеј од основањето се поклопува со јубилеј од 50 години од прогласувањето на автокефалноста на МПЦ-ова. Покусиот осврт на авторите, кон авторите и нивните текстови во зборникот, мислиме дека е важно да се има што повеќе не само историски, туку и теолошко-теориски осврти, еклесиолошки анализи кон темата, што го опфаќа македонското црковно прашање и секако повеќе референтни научни единици со епистемолошка разноликост. Почитувани, нашата црква е плод на жртвата и победата на распнатиот и воскреснатиот Христос над смртта и над гревот.
таа не е дел, туку е тело Христово, како што и останатите сестрински цркви, не се делови, туку се полнота на телото Христово. Македонската православна црква Охридска архиепископија од црковната полнота не бара апсолутен и хомоген автокефализам. Таа бара легитимна, признаена и прифатена автокефалност. Таа, барајќи го најнапред Царството Небесно, литургиски ја потврдува својата соборност, споменувајќи ги сите главари на помесните православни цркви и сведочејќи го слободно, љубовно, меѓусебното евхаристиско единство, но сепак по половина век МПЦ е пред сериозен предизвик да бара потврда за истото достоинство кој од самиот почеток го имала, а тоа е легитимната автокефалност. Денес Македонската православна црква Охридска архиепископија диша со полни гради. Живее, твори и исцртува една своја собствена траекторија, водејќи го своето стадо кон вечните вредности и евангелски принципи. Секако, дека неприфаќањето од семејството на помесните православни цркви не оскрбува, но тоа е нашиот крст, што заедно со верниот народ смирено го носиме и притоа не губиме време во само оплакување и во еремијади, туку се трудиме да се радуваме во Господа. А нашата радост доаѓа од единствениот утешител, Духот на вистината, кој ни го дава предвкусот на Царството Небесно. Тој предвкус е божествената литургија, а во неа веќе постои победоносна реалност, која што ги победува гревот, смртта и раздвоеност. Животот на нашата црква не е скриен. Не треба да се бара во минатото, ниту во она што предстои, туку во личноста на Богочовекот Христос, кој е реалност, и тоа не теориска, туку емпириска и животворно делотворна. Во пресред на централната прослава на овој значаен јубилеј, 50 години возобновена автокефалност, настан кој што се одржа во Охрид на 1. октомври 2017 година, Светиот архиерейски синод на Македонската православна црква излезе со проглас до својот народ, свештенство и монаштво, при што изрази надеж дека се ближи времето кога се православната црковна полнота ќе ја препознае и прифати македонската црковна реалност, олицетворена во автокефалната Македонска православна црква Охридска архиепископија. Ви благодарам.